Во ова издание на студио на Нова гостин е Слаđana Тасева, повод за нејзиното гостување, оваа студија под наслов Купување, влијание, парите и политиката во Република Македонија. Да. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Темата доста експлицитно се најавува од самиот наслов на студијата. Прашање со кое се бавите во истражување како се финансираат политичките партии во Македонија. Тоа е едно прашање кое подолго време е актуелно кај нас. Но дали има некаков, еве што покажуваат резултатите од ова истражување, дали има некаков напредок, дали конечно може да се пофати трагата на парите и кој како ги плаќа политичките партии, со која цел ги плаќа, што прави со тоа што ги плаќа политичките партии? Многу прашања одеднаш, благодарам за поканата. Да, ние така ја насловивме оваа публикација Купување на влијание, затоа што свативме дека преку финансирањето на политиката всушност се купува и влијанието во се што се случува во општественото, па дури и во приватниот сектор. Денеска дури во сферата на медиумите, значи воопшто се купува денеска преку финансирањето на политиката. Тоа се заклучоците до кои дојдовме и овој пат и кои што не се прв пат, значи до овие заклучоци сме дошли и порано. Апсолутно е нетранспарентно финансирањето на, во овој случај студијава е конкретно за финансирање на изборните кампањи. Нетранспарентно од типот дека студијава покажа дека оние информации кои што ги даваат самите субјекти согласно законот се не објективни и нерелевантни, значи не може никој да каже дека тоа се релевантни информации. Тие што ги добивте за време на истражувањето. Така е, студијата јасно покажа дупката, каде сме најслаби, токму тука во релевантноста немаме закон. Значи ние имаме закони во сферата на тоа како треба сметководственото работење да го имаат политичките партии и за време на кампањи, каков тип на финансиски извештај заснова на сметководство и книговодство треба да има, тоа постои согласно правилата. Но кога станува збор за тоа кои се релевантните информации, како тие да се обезбеди и да се достават, значи релевантно што значи кога ќе каже некој ова е списокот на лицата кои донирале за партијата, тоа да се провери. По-конкретно, ова истражување е правено за време на изборите кои се одржа парламентарните избори одржани во јуни 2011 година. Така е. Дали, ако зборуваме конкретно, дали од она што го истражувавте и за време на истражувањето, добивте сознание, односно дали добивте представа и слика кој ги финансирал политичките кампањи, изборните кампањи на политичките партии? Значи, првин, ова истражување офаќаше повеќе категории на информации. Нашата цел и нашето истражување не беше да кажеме кој точно ги финансира, него да кажеме дали ние можеме да имаме информација за тоа кој ги финансира. Затоа прашам, за да имате информацијата, ако ја имате, се добива и увид и кој ја Значи, финансира. ние контактиравме во случајов за да се спроведе ова истражување на овие 10 категории, за да се добијат информации за 87 видови на индикатори кои што беа фатени. Ние ги прашувавме и сметководителите на политичките партии, и книговодителите, и шефовите на изборните кампањи, и председателите на политичките партии, односно нивните генерални секретари во главном ги одговара прашалниците. Значи, контактиравме и со донори. Сите прашалниците? Не 100%. Сите на почетокот рекоа да, супер, спремни сме да соработуваме. Кога им ги праќавме прашалниците, не беа спремни веднаш да ги одговорат. Некои ги одговара со подолго настојување да стигнат одговорите, некои воопшто не сакаат да одговорат на нашите прашања. Ги вклучивме овде и... Може ли да знаеме кој не сакал да одговори? Може, ВМРО не одговори на ниту еден прашал. Значи не сакаат да комуницираат. Не кажа зошто? Едноставно не одговара. Да, денеска, сега, утре, подоцна, порано, попосле. Значи имавме многу голем проблем да добиеме информации. Од некои партии добивавме делумни информации, значи не целосни одговори на прашањата, некои не сакаат да одговараат на одредени прашалници, но они се сите тука наведени кои беа опфатени во истражувањето, некои навистина имавме проблеми и не сакаат да соработуваат. Кога е збор за донаторите, дали
воспоставивте контакт и баравте информација од донаторите, Точно кои можевте да ги пронајдете Баравме и воспоставивме контакти од донаторите, некои од нив ги одговорија и прашалниците и кажаа што мислат за тоа како се финансираат политичките кампањи, затоа што токму тоа беше темата, да се анализира финансирањето на политичките кампањи и наодите и резултатите што ги добивме од истражувањето се она што произлезе од собирање на сите тие информации и податоци. Ангажиравме, односно замоливме студенти како граѓани да се обратат до политичките партии за да добијат одредени информации за тоа како се финансираат нивните кампањи, затоа што сакавме да ја провериме транспарентноста и начинот на работење. Како бите одговараат партиите кога некој граѓанин Значи, би се обратил до нив да добие информација како студент, како некој што сака да анализира, што сака да истражува. Што би требало да добие во нормални Што би требало да добие како во нормални околности да добие информација за тоа колку средства, какви средства. Исто така, членови на политичките партии. Политичките партии мора да бидат отворени кон своите членови. Политичките партии треба да ги објават информациите за ова и на нивните веб страни, и на веб страниците на Државниот завод за ревизија, на Државната комисија за спречување на корупцијата, и дека има своји надлежности во однос на порамнувањата, во однос на тоа колку пари. Тоа околу контролата, да ме кажам, околу донаторите. Во истражувањето и интервјуата што сте ги правеле со нив, зошто донираат? Кој е мотивот за донација? Значи, мотивот за донација на донаторите не беше тема на истражувањето како прво. Значи, не прашуваме ние зошто некој сака да донира, убаво е да донира ако некој сака да поддржува политика. Моето прашање дали Прашањето донираат беше за да купат влијание, како што е насловена студијата, или од желба и верба во некоја идеја и идеологија? Значи, прашањето или уверувањето во кое што останавме, дека тие што сакаат да бидат донори вистински, донираат затоа што веруваат во одредена политика. Но, тие кои што веруваат во одредена политика, не сакаат тоа да се знае дека тие донираат затоа што веруваат во одредена политика. Зошто? Тука е проблемот. Затоа што луѓето најчесто мора да се даде и во едната и во другата кошница. Затоа што треба да се запазиме и да се сочуваме од притисоци понатаму, од реперкусии. Сакате да кажете дека даваат и ваму и таму. Апсолутно, велат дека не се. Што е тешко да се каже дека станува збор за верба во идеологија, види. Така е, значи оние што веруваат во идеологијата односно во одредена политика, во почетокот немале проблем да нивните имиња бидат јавно објавени. Но подоцна тоа се јавува како проблем. Затоа што објавувањето на имињата на донорите значи одредена реперкусија од страна на оние кои што ќе предпоставка ако се обелодени дека донирал кај опозиција, кај тој што добива власт. Ние тоа го добивме како информација дека реперкусиите, односно последиците веќе ги почувствувале. И затоа бараат да се заштити, значи се согласуваат со тоа дека донорите треба да бидат објавени, се согласуваат со тоа дека треба да се даде одредено даночно олеснување за донорите, што ќе ја олесни донацијата во политиката и нема да создава било какви реперкусии и всушност ќе се обезбеди поголема јасност во тоа од каде се финансираат политичките партии, затоа што сега сето тоа е многу прикриено и нерелевантно. Никој од нас не верува дека оние лица што се објавуваат на списоците на политичките партии дека донирале за партијата по 60.000 денари, дека тоа се навистина пари од тие лица. Затоа што никој никогаш не проверил дали навистина тие лица постојат како прво, дека ги нема нивните податоци. Понатаму, дали тие лица навистина можеле да си дозволат да донираат од сопствени пари. Затоа што тие пари кои некој ги донира треба да бидат лични, заработени и за нив да биде платен данок. Се друго значи влегување во политиката на пари кои што не знаеме од каде се и што не знаеме кој ги донира, всушност и кој ги
градувот и тие пари на тој начин влегуваат во финансискиот систем на државата, отим нели за финансирање на кампања секој треба да отвори посебна банкарска сметка.